Почитувана заменик министер, џабе ние ако се согласуваме, што има народот од тоа? Значи, ние може да се согласуваме 10 години се копа. Значи, тоа е почнато од времето на владењето на ВМРО ДПМН и продолжено времето на СДСМ. И цело време се согласуваме. Цело време се согласуваме дека има проблем, ама не го прекинуваме и да апелираме. Не треба да апелирате, треба да спречите. Треба да спречите. Нема, ние не знам колку реки, мислите дека резервни реки имаме, резервна природа, резервни шуми. И тоа за толку мал профит, значи луѓето што збореа од прилика, тој песок што е ископан таму, што се уништени тие илјадници хектари, они викаат тука, вика на пример, од прилика профитот кој што е за да се уништи тоа плодно земјиште, вика 4 милиони евра, вика ние вадевме дупло повеќе само од производство. Така, ама битно од Србија ќе ни даваат масло и ќе ни даваат храна. Плодна земја немаме. Плодна земја немаме, а зашто се уништува? За песок. За наобичен песок. Значи се е ставено за онака, за некој ситен профит, неповратно фактички се уништува природата. Тоа сакат луѓето од вас. Луѓето од вас сака да преземете нешто. Луѓето, единствено ако воопшто нешто се издействува оваа држава е вака, кој што тука ја што говорам, значи преку притисок у јавност и луѓето да излезат повторно да ви блокираат пат таму. Или да се истепаат со концесионерот. Да му ги запалат камионите. Нема систем. Нема систем. Луѓето живеат, еве конкретно зборам за Брегалница, че на луѓето им се забранува пристап на села кои што се 500 години таму, значи уште од турско време луѓето живееле од таа река, таму се ја паселе стоката, таму одгледувале, значи таму одгледувале култури и сега на нив им е забрането, ама на тој што копа песок нелегално нема е забрането. У таква држава ние тука живееме. И ако вашето министерство не спречува, само апелира, јас се извинувам, вашето министерство е фактички соучесник у целата оваа работа. Целиот систем е урушен и на луѓето едноставно му останува сами да се организира. Да наредат даски со клинци на патиштата, да не може да влезат камионите, и ако влезат вилушкарите да искочат да излезат со лопати и со копачи да се истепат. Ето тоа треба да се случи. Буквално тоа треба да се случи. До таму ја уништите, значи, државата. Благодарам и немам дополнително прашање.